За опасностите од загадениот воздух и како најсоодветно да се заштитиме, како што најави во тема на денот вечерва, разговарам со професор доктор Дејан Докич. Доктор Докич, добро вечер, благодарам што сте со нас. Добро вечер. Гледаме каква е ситуацијата во Скопје веќе со денови, изминатите неколку дена покрај високото ниво на загаден воздух, имаме и густа магла. Како ова се заедно влијае на здравјето на граѓаните и дали се чувствува веќе кај вас на клиниката за пулмологија? Да, аерозагадувањето представува еден од најсериозните и најакутни јавноздравствени проблеми во нашата земја. Сведоци сме дека во голем број градови, но пред се во Скопје, регистрирани се покачени концентрации на аерозагадувачи многукратно повеќе од дозволените мерни вредности. Секако дека за ова погодуваат и некои климатски фактори, како што се инверзија на температурата. Знаете дека во пониските слоеви имаме пониски температури, заради маглата, во повисоките места, како што е водно, имаме повисоки температури. Понатаму слабото струење на воздух, но исто така и маглата што ја спомнавте. Маглата ги заробува овие аерочестички и ги приземјува, ги држи во пониските слоеви од атмосферата каде што всушност ние живееме. Прави да биде полоша ситуација. Прави да биде полоша и оно што е важно е дека водените честички од маглата представуваат носач на аерозагадувањето и го леснува нивното вдишување, односно внесување во организмот. Секако дека ова се реперкутира и со поголем број на пациенти кои што доаѓаат на нашата клиника заради влошување на хроничните состојби белодробни, пред се пациенти со астма, хронична обструктивна белодробна болест, пациенти со фиброза, пациенти со бронхит, но исто така зголемен е и бројот на инфекции. Ние научно е докажано дека сите аерозагадувачи представуваат оксиданси. Тие делуваат штетно, правејќи еден оксидативен стрес на површината од епителот на слузокожите, пред се на дишното стебло, но исто така и на кожата, оштетувајќи ги овие делови од одбранбениот систем, го пореметува локалниот, но и системскиот имун одговор и организмот се брани со создавање на едно воспаление од лесен степен, кое што воспаление може кај некои здрави индивидуи да се манифестира со одредени симптоми, како што се, например, печење на очите, солзење, печење во носот, кивање, течење на носот, кашлица, стегање во градите. Исто така кај пациентите, односно кај целото население, што е изложено во услови на висока концентрација на аерозагадувачи, доаѓа до создавање на една молекула, адхезивна молекула на површината од епителните клетки, која што представува влезна врата или рецептор за влез на многу вируси, како што од групата риновируси, кои што се одговорни за настинките. Тоа значи дека во состојба на поголемо аерозагадување, почести ќе бидат и инфекциите, неспецифични инфекции на горниот респираторен тракт во форма на настинки. Професоре, загадениот воздух представува проблем во светски рамки. Голем број на истражувања се правени во насока на тоа да се докаже влијанието, има и посебни препораки и едукација од страна на Светската здравствена организација. Од она што го знам, во рамки на вашата работа во Англија сте дел од истражување кое е вршено кај здрави индивидуи и луѓе кои што имаат одредени заболувања. Што покажува тоа истражување? Како загадениот воздух влијае кај здрави личности и кај личности кои што имаат одредени здравствени проблеми? Токму така, тие резултати ги публикувавме во познати реномирани часописи, при што генерално за нашите гледачи да знаат дека и кај здравите индивидуи експонирањето на аерозагадувачи доведува, како што спомнав, до едно воспаление, воспалителна реакција, која што може кај одреден број да се манифестира со претходно спомнатите симптоми, а додека кај пациентите кои што имаат, например, алергии, доаѓа до влошување на алергиската состојба, доаѓа до влошување на состојбата кај пациенти кои што имаат респираторни хронични заболувања, ги спомнав, но не се задржува нивното штетно дејство само на респираторниот систем, туку аерозагадувањето е поврзано и со зачестеност на инфаркти, на кардиоваскуларни заболувања, мозочни удари, зголемен крвен притисок,
делува и на централниот нервен систем, асоцирани е со пореметување на метаболизмот и на ендокрините функции, секако дека влија и на фертилитетот, но одредени аерозагадувачи можат да продрат подлабоко во дишното стебло, во белите дробови и е асоцирано со одредени врсти на малигнитети на белите дробови. Професоре, сега од она што го гледав во листата на препораки на Светската здравствена организација, таму велат дека нема безбедно ниво на посебно 2,5 PM честичките. Пред да влезам во студиото, проверив каква е во моментов состојбата. Најзагадено е во Струмица, во Битола и во Кичево во моментов со над 200 микрограми на PM2,5 честички. Ако нема безбедно ниво или ако Светската здравствена организација препорачува тоа ниво да биде под 5, а ние сме над 200, каков е ризикот? Ризикот е голем, меѓутоа проблемот е во тоа што акутните последици се минорни, не се толку значени, бидејќи симптоми од типот на отежнато дишење или гушење не се штетни по здравието толку многу, ниту пак се водат ризик од смртност. Меѓутоа, далеку сежни се долгорочните последици за кои што ние секако немаме баш добра информација колку е потребно време да се експонираат на така високи дози од аерозагадувачи за да може да настане некој малиген процес. Вие знаете дека основни загадувачи во нашата барем земја, тоа се пред се сообраќајот. Знаете дека се уште има возила кои што користат дизел горива, значи моторни возила кои што немаат филтри кои што ги захтева сега Западна Европа. Понатаму домаќинствата, се уште имаме домаќинства кои што се греат на дрва, некаде и на јаглен, но исто така се користат и согорување на други отпади кои што долго прават температура, но извонредно многу штетни материи изфрлаат. Знаеме дека имаме согорување на земјоделски и индустријски отпад, бевме сведоци за неколку немили настани оваа година, секако дека градилиштата да не ги заборавиме. Една градежна експанзија води до голем број градилишта кои што околу нив се наоѓа голема површина со прав, кој што исто така содржи во себе PM10 честички, но исто така и PM2,5. Секако намалената зелена површина и големите индустријски капацитети. Еве видовме денеска од информацијата од Државниот инспекторат за животна средина, велат во направени контроли во 30 од големите индустријски капацитети, 12 дури не ги почитувале законските обврски. Речиси половина од нив. Докторе, од оние информации кои што ги споделуваат здравствените власти, годишно околу 3500 смртни случаи се поврзуваат директно или индиректно со загадениот воздух во државата, но вие споменавме таа долга изложеност на загаден воздух. Ние со години во континуитет зборуваме за влијанието на загадениот воздух, вообичаено во зима, иако не е подобра сликата и во останатите годишни времиња. Се чувствуваат ли резултатите од ова долга изложеност на загаден воздух во здравствените центри, во здравствените установи? Бележите ли зголемен број на пациенти со тешки заболувања? Се забележува пораст на белодробниот карцином. Со сигурност ние не можеме да тврдиме дали се должи само и исклучиво на аерозагадувањето. Тоа постојат и други фактори, пред се пушењето, меѓутоа исто така и некои генетски фактори се во игра, но сите тие заедно придонесуваат да во Македонија имаме голем пораст на пациенти кои што боледуваат од белодробни карциноми, што навистина представува еден јавноздравствен проблем во нашата земја. Видовме во прилогот на колешката Габриела Лескова дека голем дел од Скопјани денеска замина на врвот на водно во потрага по чист воздух во сонце. Кој би бил вашиот совет до граѓаните? Како да делуваат во ваква состојба? Па, секако дека водењето сметка да на некој начин се заштитиме од аерозагадувањето бара системски, но исто така и институционални мерки, но секако дека и граѓаните можат да превземат некои мерки што се однесуваат додека чекаат институциите да направат нешто. Така е. Пред се може да кажам дека убаво е да се информираат секојдневно за индексот на квалитет на воздух. Бидејќи во моменти кога индексот на квалитет на воздух е лош, тие би требало да не излегуваат или да ги намалат активностите во надворешната средина. Секако, доколку имаат потреба, а тоа ќе се случи,
би требало да носат маски N95, која што не само ќе ги штити од аерозагадувачите, истовремено реков почести се во овој период и настинките или вирусните и бактериските инфекции, па ќе ги штити воедно и од нив. Исто така постојат маски кои што се специализирани за заштита од аерозагадување, кои што имаат мал HEPA филтер, кои што може да се најдат во аптеките. Понатаму да се хидрираат добро, да земат храна или суплементи кои што се имаат антиоксидативно дејство. Реков дека сите аерозагадувачи се оксиданси, така да има логика земањето на антиоксиданси, бидејќи ќе го намалат штетното влијание врз организмот. Што е тоа? Може ли да бидеме попрактични вака за гледачите? Што например, конкретно? постојат храни кои што имаат кои што се богати со антиоксиданси. Тука се пред се зеленчуци и овошје. Од овошје можам да спомнам сите обоени овошја, малени, јагоди, боровинки, капини, понатаму калинка, исто така, цитрусните, значи портокали, лимони и така натаму, јаболка. Од зеленчуци можам да спомнам спанаќот, црвената пиперка, доматите, морковот, цвеклото. Така да богата храна со овие антиоксиданси секако ќе ги заштити, но може да користат граѓаните и дополнително како суплементи на исхраната одредени антиоксиданси, како што е витамин С, доволно е од 500 до 1000 милиграми на ден, витамин Е, кој што исто така е антиоксиданс, витамин Д. Во нашата средина постои една дефициентност во населението од витамин Д, кој што е еден имуномодулатор и навистина помага во зголемување на имунитетот и одбранбената сила на организмот. Потоа кверцетин, ресвератрол, коензим Q10, екстракти од зелен чај. Значи може да се најдат голем број на вакви мерки. Но сакам да кажам дека загадениот воздух и односно чистиот воздух не е луксус, тука едно основно право човеково. И заштита од загадувањето треба да започне со информации. Било преку пишаните, електронските и сите други медиуми до населението да знаат кои се изворите, како делуваат штетно и како луѓето да се заштитат, бидејќи заштитата од загадување захтева едно одговорно однесување и заеднички настап на сите членки во едно општество, од индивидуите до институциите, бидејќи знаете дека здравјето нема цена. Морам да ве прашам и за оние прочистувачи на воздух кои што изминатите години се многу популарни во држава. Колку тие може да помогнат и дали може да се заштитиме во едни вакви услови на екстремно загаден воздух ако дома вклучиме прочистувач на воздух? Прочистувачите кои што користат HEPA филтри секако дека се корисни и можат во голема мерка да го намалат да ја намалат концентрацијата на аерозагадувачи што од надвор влегуваат во домовите. Така да ја би препорачал да се користат, а видовме дека и владата превзема мерки за набавување на такви прочистувачи во градинките, училиштата и во другите работни организации. Би требало сите кои што можат, тоа е сепак за поздрав. Ќе го искористам вашето присуство за уште еден момент. Примивме повеќе реакции од граѓани кои што забележале спортски активности, особено на деца на отворен простор. Колку е опасно во едни вакви услови, на вака екстремно загаден воздух, да се изведуваат спортски активности на отворен? Во екстремни услови јас не би препорачал да било кој и здравите, децата како еден од највулнерабилните, заедно со возрастните, да престојуваат во такви услови во надворешната средина. Секако постојат физкултурни сали или други училници каде што можат да се обавуваат физичката активност. Физичката активност е дел од здравјето. Значи не треба да се забрани, меѓутоа треба само да се изведува во услови. Како реагираат белите дробови? Вие сте пулмолог, кога ќе оставите едно дете на возраст од 7, 8, 10, 12 години, еден час да трча на секако дека е тоа неповолно и сметам дека тоа би требало да се избегнува колку што може повеќе. Професор, ви благодарам многу и за препораките и за советите до граѓаните за заштита во едни вакви